Благодарам за прашањето. Сакам да одговорам. Онака како што пред неколку дена дадов и јавна изјава, дека владата на Република Македонија никогаш досега, ниту пак во иднина, ќе направи проекти со кои што ќе им наштети на граѓаните во било кој дел од нашата држава. Јас се согласувам со пратеничката за важноста на таа река, на реката Радика. Тоа е една од најживописните реки, најживописните краишта. И секогаш кога патувам во тој дел, независно дали е во Маврово Ростуше, во Центар Жупа или во Деба, кои што доста често сум ги посетувал во минатото и познавам многу луѓе таму, секогаш сум размислувал за можностите за развој на туризмот во тој крај и она што сме го правеле било секогаш во правец да се помогне на тие краишта, а не да се одмогне. Така што, уште еднаш ќе потврдам дека владата на Република Македонија овој проект го замислува во соработка со Светската банка и Светската банка на некој начин треба да биде и субјект кој што ќе учествува во финансиската конструкција. Но пред да се донесе конечна одлука за тоа, замислено е да се направи студија за животната средина, еколошка студија, со која што ќе се види дали би имало штети по животната средина во тој цел регион, генерално, и се разбира дека доколку еколошката студија, што ја подготвува Светската банка, покаже дека има штети по животната средина, по граѓаните, по природата, или било што друго, вклучително и соседите, се разбира дека ќе се воздржиме од тој проект или ќе го преправиме во смисла да се елиминираат опасностите од правење штети. Така што, уште една сакам да потврдам и да уверам пратеничката дека не треба да има вознемиреност. Лично мислам дека вознемиреноста малку е направена и можеби од некои луѓе кои што имале и други мотиви, можеби политички мотиви или слично, но како и да е. Граѓаните во тој крај треба да знаат дека оваа влада никогаш досега не правила никому, ниту ним, ниту на некои други проекти од кои што тие би имале штета и од кои што би патиле или би чувствувале некаква крупна неправда. И нема ни овој пат тоа да го направи. И токму затоа се прави таа еколошка студија, за да се истражи од стручни лица, од меѓународни експерти, кои што ќе подготвуваат таа еколошка студија, да се истражи дали навистина постои некаква опасност или таа воопшто не постои. Тоа ќе го каже таа еколошка студија која ќе биде готова. И сакам уште една работа исто така да ви уверам, дека не само владата, ниту Светската банка не би дозволила да влезе во проект, да финансира проект со кој што ќе загрози животна средина или ќе им направи некоја штета на некои фирми, на некои граѓани, на дел од природата некаде. Така да тоа е и надвор од принципите на работа на Светската банка. И колку што знам и од нив има и изјави од овој тип, дека се работи на студија за животната средина и дека таа ќе го даде одговорот. А студијата сигурно ќе изготвуваат врвни експерти на светско ниво кои што ќе ги ангажира самата Светска банка. И се разбира таа студија ќе биде објавена. Ќе биде презентирана пред јавноста и посебно пред граѓаните во тој дел. Независно каква е. Иако е негативна, во смисла ако навистина укажува дека има проблеми, тоа ќе биде кажано и нормално проектот или ќе биде откажан, или ќе биде предизајниран, односно ќе бидат елиминирани можните создавачи на било каков вид на штета. Тоа е од мене. Благодарам.